Меѓународните саеми Органска трпеза и Агромак повторно во Куманово последниот викенд од месецов. Производители, занаетчи институции, фирми од Македонија и од целиот Балкан ќе имаат можност од 26 до 28 септември да ги изложат производите и да ги понудат на посетителите во спортско-рекреативниот центар кај градскиот базен. Настанот ќе биде збогатен со гастрономска манифестација со надпреварувачки карактер, ревијална изложба на домашни миленици и украсна живина и многу други содржини. Саемите представуваат можност за промоција на органски и традиционални производи, презентација на модерни земјоделски технологии и иновации, поврзување со нови пазари и бизнис партнери, унапредување на агросекторот, регионалната и локалната економија, вмрежување и размена на искуства. Бидете дел од Органска трпеза и Агромак таму каде што се среќаваат природата, иновацијата и заедништвото, порачува Драган Цветковиќ, председател на Организацијскиот одбор на меѓународните саеми. Ова година по 8 пат веќе се организира меѓународниот саем на органски традиционални производи, на која учествуваат ова година учесници од 6 соседни држави или држави од Балканот. Паралелно со саемот Органска трпеза веќе 4 години го правиме и саемот на земјоделие, прехрана, преработки и технологии кој се вика Агромак. И во склопот на тие две манифестации од минатава година започна една гастрономска манифестација која се вика Дојди ми на трпезу. А од оваа година ја прошириме таа манифестација со готвење на отворено или на отворен огин, кај што учествуваат повеќе од 15 екипи од целиот Балкан, познати кувари, гастрономи, шефови на кулинарство, надпреварувајќи се во стари домашни рецепти во приготвување на храна. Саемите со години се одржуваат заден викенд во септември, значи секоја година заден викенд во септември. Ова година од 26 до 28 септември. Локацијата е исто, спортско-рекреативен центар во Куманово. Саемот започнува од 9 до 18 часот, мислам се одржува секој ден од 9 до 18 часот. Свечено отварање е во 13 часот на 26 во петок. Како и секоја година, првенствено се излагачи кои имаат промотивен карактер, производители на храна, производители на органска храна, производители на стари автохтони сорти, одгледување на семиња, сите правни субјекти кои се врзани и кои помагат во процесот на производство на храна и на живот. Значи, увозници на опрема, увозници на семенски материјал, увозници и дистрибутери на опрема и машина за земјоделско производство, на опрема за производство и преработка на земјоделски производи, Здруженија на граѓани кои секоја година ни дават поддршка, они се најмногу бројните во гастрономската манифестација. Кога велам Здруженија на граѓани, како што се Здруженија на граѓани кои се занимаваат професионално или во секторот на храна и земјоделие, така и Здруженија на националности во Македонија, кои постојат 28 националности во Македонија како правни субјекти. Тие учествуваат секоја година, си ја представуваат својата национална кујна, своите рецепти, култура, музика, така да е еден убав настан кај што има сплет од многу активности, многу различни учесници, кај што мислам до сега и вие бевте сведоци со години, беше убаво место кај што може да се дружи, да се проба и дегустира добра храна, добри производи, место кај што бабичките има шанса да си купат за внуците здрави органски производи кои се произведени на рачен, на традиционален начин, не индустријски, органски сертифицирани, најголемиот дел, место кај што може да се видат нови современи машини за современо земјоделство, дигитално, сега е тоа актуелно. Значи имаме учесници од повеќе држави, за сега имаме потврдено од Бугарија, Србија, Хрватска, Маѓарска, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Албанија до овој момент. И исто така настанот ќе го посетат и официјални лица од Министерство за земјоделие на Србија и на Црна Гора и на Босна и Херцеговина со делегации нивни, како и привредните комори на Република Србија и на Црна Гора.
Така да очекуваме уште потврда овие 2-3 дена, со тоа што и имаме повеќе општини од соседните држави кај што доаѓаат организирано представувајќи си ги своите можности и капацитети за соработка. Минатава година повеќе посветиме внимание на меѓународната научна агробизнис конференција, која за прв пат се одржа во Македонија, на која сме посебно горди, бидејќи не очекуваме толкова одзив од научниот свет. Ние сме скоро 30 на години во бизнисот, во маркетингот, меѓутоа од научниот свет имаме еден предизвик, кај што пробаме да организираме првата меѓународно научна агробизнис конференција која се викаше Агромак 2025 година, беше од 4 до 6 април, и за време на сајмот сакаме, сајмската манифестација повеќе се посветиме да ги доведеме тие луѓе да видат потенцијали на Македонија и на нас, за да видиме дали има можност да се изгради. Така да во овие 8 години имаме скоро 90% беа успешни саеми. Дефиниција за успешно, кога дојдеме до одредено ниво, секогаш може и повеќе, ама ако некоја година биде помалку, тоа некој го чувствува како неуспех, а некој како и во бизнисот секој ден не е ист промет, не е и така да мислам дека ова година, според досегашниот одзив, се многу повеќе организирано од минатава година и претходнава. Иако ние од локално патриотизам веќе 8 години се бориме да тој сајм го задржиме во Куманово, иако имаме многу понуди и културни, некултурни да сајмот замине во друг град, и економски понуди, ние останаме доследни на тоа што го ветиме на Куманово, бидејќи 2017 година Органска трпеза ја започнаме како локална манифестација со намера да има нешто во Куманово што ќе не обележи малку поразлични од другите градови. За разлика од тогаш до сегаш успеваме да и Комора на органски производители биде во Куманово и сите активности да бидат тука. Направиме слободно може да кажем барем минимум 2 проекта годишно, кај што донесоме некоја активност, идеја, можност за Куманово да биде позелен град, по-органска приказка да биде во делот на културата и навиката. Меѓутоа, гледајќи го прометот на пазарите, на сајмот, бидејќи сајмот има и продолжен карактер, имаме, верувајте, организации, семејни газдинства кои или индивидуални земјоделци, како овдека се вика во Србија, пошто ни најмногу доаѓа да продават тука, се презадоволни од прометот што го прават. Еве оваа година од 20 човека да ги поканиме, зборам за фирми кои доаѓаат во Македонија, за разлика од нашите се уште тоа тешко ни оди, па како и се на локално ниво, кога се работи нешто во делот, сакам да кажем, кога си дел од тоа население, кој ќе дојде нешто од страна, тогаш е повредно, тогаш е поинтересантно, а меѓутоа горди сме на тоа што успеаме да делот кон органското, кон здравото, со самата промоција, со многу настани, со многу конференции, со многу работилници, успеаме да луѓето го сватат. И сега, колку се тие свесни дека тој допринос на таа организација е друго нешто, меѓутоа, верувајте, драго ми е кога ќе не сретнат на улица, па ќе кажеш, не морам веќе да купам тоа и тоа таму, можам сам да си го произведам, или можам да ја потикнам бабата да ми го произведе, или да ги охрабрам родителите на викендица на куќа да ми произведат, и тоа веќе е сосема нешто друго, верувајте, многу за разлика од пред 6 години.